Двајца пациенти кои беа повредени во трагедијата во Кочани почнаа со рехабилитацијата во клиниката за физикална медицина. Едниот е со изгореници на телото и веќе направена трансплантација на кожа за време на лекувањето во странство, а вториот со повреди здобиени во стампедо кога бегале од дискотеката. Тимовите кои работат со нив се под надзор на британски експерти. Се работи за млади пациенти на возраст од 18 години. Процесот на рехабилитација се одвива во координација со англискиот тим на експерти кои што спроведува обука и сега практично ја аплицираат истата со тимот од клиниката за физикална медицина и рехабилитација. Во зависност од тоа дали се работи за изгореници, дали се работи за контузија, дали се работи за лацерации, секогаш третманот е различен. Доктор Мехмедови ги вели дека обуката на македонските лекари е неопходна за да го возобноват знаењето, бидејќи нема често вакви пациенти не само на клиниката со која раководи, туку и во државата. А процесот на рехабилитација може да трае од неколку недели до неколку години. Генерално знаеме дека во случај кога имаме изгореници, особено на поголем дел од телото, а знаеме дека во овој случај имаме деца со изгореници на 30%, таа рехабилитација може да трае подолг временски период, дури до неколку години. Поради тоа, пристапот кон секој пациент е индивидуален. И таа рехабилитација ќе трае кај секој пациент онолку долго колку што е потребно, максимално да се вратат сите неопходни потребни функции кои што ги имале и пред да се случи немилиот настан. Од клиниката за физикална медицина не знаат уште колку пациенти ќе бидат кај нив. Според најавите од Министерството за здравство, на лекување во странство остануваат 33 повредени, откако денеска 5 мина кои беа во Србија ќе бидат вратени во земјата. Во трагедијата на 16 март, 62 лица го загубија животот, а околу 200 беа повредени. Сања Димитровска, Сител телевизија.